Според препораките на Бирото за развој во образованието и Државниот просветен инспекторат, кои беа објавени пред околу 1 месец, учениците до петок треба да ги добијат првите сумарни оценки. Бирото за развој во образованието и Државниот просветен инспекторат исто така имаа објавено упатства за наставниците за начинот на следење и оценување на учениците во време на пандемија. Значи, оценувањето оваа година треба да биде до 20 во месецов. Сите ученици ќе бидат оценети до 20 ноември. После оценувањето ќе следуваат класните совети и нормално онлайн родителските средби, каде што родителите ќе бидат запознаени со успехот на нивните ученици. Понатаму следуваат наставничкиот совет, каде што ќе се утврди успехот на учениците за првото тримесечие. Учениците кои што посетуваат онлайн настава ќе бидат оценувани онлайн, а оние кои што доваѓаат на пракса со физичко присуство си се оценуваат тука за практичниот дел од наставата. Начинот на кој што се оценуваат онлайн учениците секој наставник си го креира собствено, со изготвување на квизови и онлайн тестови кои учениците ги решаваат. Нема простор за потешкотии при сумирање и формирање на прави оценки, ни кажа Апостолов. Оценките на учениците ќе бидат соопштени онлайн од професорите, додека на родителите на онлайн родителски средби кои се очекуваат да започнат од наредната недела.